Председателя, се јави за збор како еден од предлагачите на Законот за работно ангажирање на лица, бидејќи ценам дека треба да се даде едно посебно внимание на истиот закон. Колегата Тони Јаревски веќе даде едно посеопфатно образложение на самиот закон и со тоа што би постигнале со истиот закон. Најнапред морам да ја потенцирам улогата во сузбивање на неформалната економија во нашата држава, нешто што како држава и како влада предводена од ВМРО-ДПМН го ветивме уште пред превземањето на власта, а тоа е дека ќе водиме сериозна борба со неформалната економија, со што би се прибрале што е можно повеќе буџетски средства во буџетот. Ценам дека повремените и сезонските работи се навистина значајна улога во нашата држава, бидејќи треба да се стремиме на што поголема заштита на оние работници кои што се така наречени сезонски работници, па така би се создала можеби една пофер и поголема конкуренција на пазарот на трудот, се со цел да ги задржиме овие работници во Македонија, а не некаде во странство, бидејќи знаете дека нашата држава е подложна на тоа работниците додат за време на одредена сезона надвор од нашата држава, така што ценам дека со една поголема заштита би се постигнал ефект дополнително за заштита на нашите работници тука во Македонија. Именно самиот закон ќе бидат одговорни АВРМ и УЈП, зашто ќе можеме да направиме на посеопфатна контрола на истиот закон. Особено сакам да ја нагласам важноста за категоријата која што ја опфаќа и овој закон, а тоа се студентите, бидејќи знаеме дека за време на зимската или летната сезона, особено студентите се ги опфаќаат оние услужни дејности и влегуваат во пазарот на трудот во овие дејности, така што мислам дека во овој дел ќе имаме особено значајна улога и особено бидејќи со овој закон сакам да потенцирам дека е загарантиран и паричниот надоместок по час, кој што не може да биде помал од минималниот основен нето износ, што значи дека за гарантирана заштита вршиме и со овој закон. Тука се опфатени не само студентите, туку и останатите лица кои што се вработени, невработени, но исто така и пензионерите кои што сакаат да се занимаваат со сезонска работа. Ценам дека ставањето во оваа формална економија и на пазарот на трудот особено ќе допринесе за спречување на иселувањето исто така на младите, бидејќи по оние анкети кои што ги следиме, значи дека младите сакаат да останат тука во Македонија, но некаде пред да влезат после завршувањето, особено на студиите, на пазарот на трудот, нивното мислење се менува, така што мислам дека како држава треба да направиме напори да ги ставиме овие млади лица што е можно побрзо во формалната економија и да стекнат и навика, но и сигурност дека во Македонија може да се добие одредена правна заштита. Ви благодарам. Благодарам и на вас.